СДСМ и ДУИ повторно во братство и единство. Како наближуваат локалните избори, така се поизвестно е дека социјалдемократите повторно ќе соработуваат со интегративците, од кои наводно се дистанцираа. Нова потврда за можно коалицирање пристигна и од потпредседателката на СДСМ Ана Чупеска, која во јавен настап не ја исклучи можноста за соработка на изборите за градоначалници. Ние сме спремни со сите политички партии, вклучувајќи ги ДУИ, разговарате со нив? Доколку успееме да имаме принципиелен однос. Искусен политичар Али Ахмети. Доста искусен. Толку? Тој избор мислам дека многу кажа. Изјавата на Чупеска доаѓа откако и Филипче јавно кажа дека се размислува за соработка со сите, вклучително и со ДУИ. Лидерот на СДСМ на почетокот на годинава целосно се оградуваше од Ахмети за по неколку месеци да се предомисли. Филипче на директно новинарско прашање дали на престојните избори би коалицирал повторно со ДУИ, тој не се одрече од Ахмети, туку рече дека биле подготвени да разговараат со сите политички партии. Ќе разговараме со сите политички партии, меѓутоа принципите на коалиција значат дека коалиционите партнери прво треба да се почитуваат, понатаму да се целосно согласни околу програмите кои што ќе ги ветиме на граѓаните, односно имплементираме научени лекции од претходните коалиции кои што на некој начин имиџот на СДСМ го оштети. И она што особено ја збуни јавноста беше што ваквата изјава дојде само 2 дена по остра реторика против ДУИ од страна на влијателната пратеничка Сања Лукаревска, која јасно се огради од интегративците и им порача дека заслужуваат да останат во длабока опозиција. Заслужуваат да останат длабоко во опозиција, затоа што на овој народ му е доволно од пречките кои што ги имаме меѓу политичари од различни партии, а како капак на ова да слушаме дека ќе има протести, затоа што некој смета дека веќе не е на власт и не може да ги влече конците како што беше претходно. Но не само Лукаревска, и самиот Филипче во декември јавно призна дека неговата партија падна на изборите и заради поданичкиот однос кон ДУИ. Да се остане во влада или да се одржи владата некој период подолго, а при тоа сериозно да биде оштетена нашата позиција. Впрочем, тоа се случи во последните години од владењето од 2022 до 2024. И да е само оваа изјава, лидерот на СДСМ отиде подалеку и нарекувајќи ја ДУИ за корумпирана, а нивните закани за опасни и неприфатливи. Коруптивната стигма што ДУИ ја носи со години е нешто од што јасно и недвосмислено се дистанцираме. Нивната реторика и подигање етнички тензии се опасни и неприфатливи за едно мултиетничко општество. По ваквиот развој на настаните, јавноста и политичките експерти коментираа дека СДСМ ниту се води, ниту се тера и дека всушност наводното дистанцирање било само глума пред јавноста.